публико, да почнеме со циркусот. Его малиот, симпатичен, но неопходен фраер, што личи на Северен Кореец, неголемата надеж на македонскиот стендап. Бојан Велевски! Много јако ќе ти дадат аплауз, не си кажал ни една смешка. Дарежливи сте, да бевте дарежливи ко плата на први тон. Ој. Абе, не може да стаса до на универзалната сала, бе. Одново лисиче до тука, 3,5 сата. Све нешто се гради, се копа. Ја више не знам кој е критериум за копање по Скопје, бе. Изгледа кот се шета по град и вика, тука нема дупка, копај! Ама градочалече нема веќе кој да копа, ја ќе копам! Пише зелен брат таму, дајте ти. Нема, летово се утепа, да? Нешто да, сака да кажеш? Не, добро, извини. Летово се утепа од копање по Скопје, чујам дали сум закупчен. Добро. Се утепа од копање по Скопје, но не можеш ни да на време да стасаш, бе. И си седам дома као цреп, си гледам Олимпијада и гледам еден тип, русин, атлетичар, се вика Иван Куров. А лалда му е за презимево, еј. Презимево Бомбона, само за лижење, ради. И го гледам типче, викам, замисли Малиов да е политичар. Одма е јако, нели? И замисли е политичар, некој министар таму у Русија, не е битно, некој функционер. И овој грчкиов колега, Делаве Курац, му иде у официјална посета у Русија. И како ќе изгледа тоа насловите по новини, бе? Делаве Курац се сретна со Куров. Делаве Курац се поздрави со Куров. Радо би сакал да се поздрави со Куров, тој Делаве Курац. Делаве Курац и Куров си ги разменија. Мислењата, ома на тоа ви текне, ома на тие работи мислите, перверзна нација сме, затоа ни убаво кој стаса не е убаво ние изгледало, не знам. Опасно презиме, многу јако. Или не знам, пошто го ставаме сега атлетичарот, да не забораваме типот е атлетичар сега, ако ме разбере некој од Русија може ќе пратат некоја бомба, али да замислиме дека типов, нели, пошто политичар као ќе му викаат на митинг. Куров, 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 и ќе се најде некој од опозиција као Џани. На Куров! Нели? Или, пример, пошто сега незгодно презиме за муабет. Двајца прават муабет на тема избори. Актуелна тема кај нас. И едниот запнал. За него ќе гласам, па за него ќе гласам. Добро, што се фата за Куров ко слеп застава? Или сега, значи, пошто типов е атлетичар, нели, уствари у животов, да замислиме дека е многу јако атлетика. Многу е јако атлетика и го тепал Јусейн Болт на 100 метра. И као ќе осиш кој тепал? Брат, кој тепаше на 100 метра? Куров кој тепаше, дека. Или не знам, да си му татко си му на овој Куров и сега викаш, раскажеш у кафана некоја прича, леле брат, на ова што сум ми правил, на таа што сум ми правил, и никој не ти верува причата, и ти кажа, ај за кој су деца, жими Курове брат. Ај да замислиме, еве, типов умрел, сите ќе умреме сега, тоа е, сите ќе умрете. Од викенд на мртвци, најака реплика, некој сега, некој после. Јас без телевизија не можам да живеам. Врв ми е тој филм. И, значи, еве типов умрел и сега као ќе изгледа тоа некрологот позади у вестник. Не ви текне, саки. Најблиските се простија со Куров. А на надругата плоча што ќе му пишува? Од фамилија Курови. А Попот, бе, Попот како ќе го чати, бе, не си му у кожа, бе, на Попот. Чекај сега, треба да влезам улога на Попот, не се смети толку да...
Чекай, од многу тешко улога на поп да влезеш. Почитувани, вечерва се собравме да се простиме од Куров. За него повеќе не важи фразата да е жив и здрав и да му е прав. Омилена му беше, не за друго. Тој беше, инаку Куров добро служеше. Тој беше добар и татко, и сопруг, а Бога ми се покаже како швалер, што е право да не грешна душа, Господ гледа. Сега у петокот ја направив најголемата животна грешка. Отидов на турбо фолк, луѓе. Трезен! Значи да отидеш начукан е само грешка, вака е животна. Влагам у 10 саат на журкава и прво па цеца. Доказ! Јас сам ти живи доказ! Боли ја не ја пеам. Када ти буду јавили и најдлабокиот текст у песмата, да вода нешто носи. Што носи вода? То ни сама Цеца не зна. И након Цеце го добијаш овој мојот еден омилен Дадо Полумента. Го знаеме, така? Полумента, ја прв пат кога го слушав мислев дека е паста за зуби да ти. Скоро па мента. Со онаа неговата, она е лепша од сношти, ја знаеме сите, не? Она е лепша од ночи. И кога заноси, прекрасен текст. Длабок текст. Вака, кога го слушаш некако од длабина нешто ти, да разбираш, од нутра те иде нешто длабоко, разбираш, кога го слушаш текстов. Јас викам, замисли ти овој прекрасен текст да го рецитираш максимално сериозно. Еве не ја, Раде Шербеџа да го рецитира, пример. Еве, да замислиме ситуација. Пат се молим те таа интимната атмосфера. Фала ти. Да замислиме ситуација. Универзална сала, 1500 луѓе, будали, платиле 50 евра карта нормално, и го слушаат Раде Шербеџија како рецитира она лепша од сношти. Како ќе изгледа тоа? Само молим вас мало тише да се Раде, сконцентришам, нели? Она е лепша од очи. Не мирису коси, до неба ме носи и заноси. Роđена само за тебе. Лепота од жене, без нje, без nje bi se kuće ne ide. На некој не им е смешно, бе, еј. Дај, не се сметна, не плескате, ги решил сум ви дал по 50 евра да плескате. Немам толку пари, бе. Добро, до мене, не се тревожи, финта ти правам, бе. Неискусни тонци. Кај да станаме кај Раде Шербеџа, нели? Најдлабокиот момент кај Дадо Полумента у она е лепша од сношти, знаете ли кој е? Само еден стих, што мислам дека и на Раде највише ќе му се свиѓа. Јас знам кој ќе презиме да дам. Лава ти е, си заврши работа. Значи, журкава тортура, луѓе. Журкава катастрофа, али знаете што? Финтата е кај мене што ја после журката кога се отидов дома имам афтер тортура. Не може да спијам. Не може да спијам 2 дена после журкава, пошто низ глава ми се мота најјаката кафанска песма "Нисам те се нагледао", што овие типси ја пеја у турбо фолк верзија. Знаете како изгледа тоа? 2 дена да ти се мота оваа песна вака, оваа верзија. Нисам те се нагледао, нисам те се, и од петица го вади тука. Налюбио. И таман ке речам нема ништо пострашно од ова. Господин Марфиев закон вика Бог и има. Има, бе. Македонска изворна народна песна од турбо фолк верзија. И почиња криминал. Почиња Јовано Јованки у глава. Јованки и суптилно влага се зерчето. Хај
не може да спијаме. Викам, добро, јеби га, за да заспијам, морам да испулкам ова отровот од мене, знаеш, од Турбо Фолков, и размишлям аналогно на тоа на темава. И викам, како би било нашава Турбо Фолк македонска омладина да пее странски песми у Турбо Фолк верзија. Како ќе изгледа тоа? Пример. Оваа нежната, не знам по старата генерација дали ја знаете или по младите сите ја знаат. Пример оваа. Hello, is it me you? Нежно. You looking for... Здраво! Јаси ли мене тражила? Oh, sweet child of mine! Hey, сладко моје дете! Сладка љубави! Таму горе, нега. Ама види, не може секој да биде Турбо Фолк пејач, да се разбереме, значи. Критериумите се многу строги, многу високи. Еве, два ќе набројам. Прво и основно, мора да си вокално неспособен. Као мене. Се пронеде упричава изгледа, брат. Ако знаеш да пееш? Не знам ни јас за тоа, хајте викам, таман сум за Турбо Фолк. Значи, прво треба да си вокално неспособен и неподобен, и второ, кога пееш, мора да имаш згужва на вења, разбираш? Да, значи, дај молим те крупен кадар на вењата, молим те тука, згужва на вења, пошто тоа ти е севдахот на песмата, душата, разбираш? Пошто кога пееш мора да има сладко моје дете. Еве без тоа, сладко моје дете. Не можам ни тоа триперот, како се вика да го извадам. Ајде. Сладко моје дете. Значи, јас сум таман за Турбо Фолк пејач, ќе се утепав пари, ќе се утепав пари. Ќе бев исто као Ваца Лукас, само со миена коса. Ај, ќе речеме, Србиве, добро вечер, добро дојдовте, повелете, седете на вашите места слободно. Ај, ќе речеме, овие србите не утепаа со тоа Турбо Фолкот. Ама шо да кажеме, бе, за македонскиот фолклор, бе, луѓе? Шо да кажам? Срам ми е да го испеам, бе. Или е за секс, или е за пијан, дури трето нема. Не бе, јасно, сега ќе ви кажам. Еве, ќе испеам една лајт песничка, така, лекичка, чисто да ме воведам у темата. Абре воденичаре. Ја знаеш, така? Абре воденичаре, баш пријателе, море мојве очи, тука имаш сега варијации, море мојве усни, море мојва снага, твоја нека биде, сомели го житото. Се разбравме, така? Сега алма една хардкор јака. Кој ти го тури жено? Името. Овако за Македонија ми доаѓа. Кој ти го тури? Името Македонија. Кој ти го тури жено, кој ти го тури? Кој ти го тури жено, кој ти го... Кумот ми го тури мажу, кумот ми го тури, кумот ми го тури мажу, кумот ми го тури. И после ова ми текнува на оваа исто една многу перверзна, религиозна една многу. Брала мома капини. Попот. Дигнимо ме фустано. Дигнимо ме фустано. Дигнимо ме фустано. Абе, да не газиш бостаното, мана, да, 100% за бостанот му е. Пази, молим те, бостанот, сега пред избори не лъжат извоз нашле. Молим те. Следната ще ми текне ова, не кажу и либе добра ноки. И сега, нели, као на сите им текне на оној делот, сите спија, та ние сме сами, клецни, користи, драги ти мене. Мислетуваат некој пут, вака, шо добра. Ако, нели? Значи, ама не е тоа најстрашно дел у песмата. Знаете ли кој е најкиот момент? Јас знам дека друга љубиш ти. Јас знам дека друга мамиш ти. Значи, она знае дека ти пот имаш швалерка, али она нема проблем со тоа. Она е модерна жена. Битно користи драги ти мене. Сега, кој е драги? Тоа авторот да видиме. Добро. И сега последната од мене вечера, пошто ако продолжам да пеам кај да ќе почнат да искачат луѓе од салава, не од ладно,
нели? Следните два стиха што ќе ги испеам сега. Значи, у само два стиха, луѓе, е содржана сршта, целата тема на сексото, нашиот фолклор. Само два стиха, дали ви се веруе? Коленичев јас пред него и со солзи на очите. Од шо и соза бе на очите? И тоа си се пее. Си го пееш дома со мајка ти, со баба ти, по свадби, крштевки у црква, тука попови шетат, она коленичи. Хаос! Луѓе, толку мене вечера. Фала им многу. Фала им многу.